Започна уривањето на складот на компанијата во стечај Пелагонија во населбата Кисела вода на булевар Борис Трајковски. Според деталниот урбанистички план на Кисела вода, реон Ј4 Ј13, овој објект е бесправно изграден и денеска беше спроведено решение за негово уривање. Со полициски надзор, екипите на градежната фирма Анизори од општина Кисела вода го започнаа расчистувањето на магацините кои повеќе години беа празни и напуштени. Со денешниот настан заврши 9-годишната голгота на семејството Тасеви, на кои со законот за денационализација ова земјиште им беше вратено на 29.2007 година. Околу 7.000 квадратни метри земјиште е вратено на собственичката Божана Тасева, а од денеска ќе биде достапно за нејзините 4 внуци. Изразувам огромна благодарност до владата на Република Македонија, пред се општината Кисела вода, кои што работејќи според законот превзедоа активности за спроведување на деталниот урбанистички план, каде што е предвидено градба на станбени и индивидуални објекти за домување. Би сакала да ве известам дека за сите нас ова е еден голем ден, бидејќи после долгогодишни, 10 годишни, да кажам, голготи, конечно правдината излегува на виделина и еве денеска веќе сме во владение на земјиштето кое ни е наследство од нашите баби и дедовци. Во случајот со Пелагонија, општина Кисела вода, по барање на собствениците на земјиштето кои го стекнале во постапка со денационализација и за реализација на деталниот урбанистички план Ј4 Ј13 го спроведува решението за бесправно изграден објект. Хангарите во складиштето на компанијата во стечај Пелагонија требаше да бидат турнати уште пред 2 години.